Die ganze Treppe herab. Mit der rechten Hand berührte sie tasend die Wand, um sich stützen zu können, wenn sie es brauchen sollte, aber sie hielt sich aufrecht und setzte sicher Fuß vor Fuß. Sie trug den Kopf leicht geneigt und sah mich an. Sie war nackt. Das ging mir in den Sekunden, in denen sie die Treppe herabkam, nicht alles durch den Kopf, dass sie ihr letztes Kokain genommen haben musste, wie blass, todblass ihr Körper neben dem Sonnenbraun von Gesicht, Hals und Armen aussah. To što je slično može biti jednostavniят стил на шлинг, со кој што прави jednostavно кратки реченици, кои што се навидум лесни за преведување, меѓутоа и вистински предизвик, токму затоа што се кратки и секогаш мора да се избере вистинскиот збор. И она што е исто слично, речиси во сите негови книги е што додека го читаме можеме да си замислиме се, тој е многу филмичен во својот стил и едноставно приказната секогаш лесно тече и можеме лесно да се вклопиме во неа. Предизвикот и дури сложеноста на преведувањето на шлинг е токму во тоа да се улови тој стил, да има чувство читателот дека се работи за сосема лесна приказна која што лесно се чита и лесно се раскажува, а истовремено има своја тежина која што ја крие во едноставните реченици, да речеме. Во овој роман тој се занимава со едно есенцијално прашање, а тоа е прашањето на сега сме тука, каде ќе бидеме утре и што значи да се живе и да се умре. Во овој роман се зборува за тоа дека тој во потрага по една слика, по една жена од една слика, ја наоѓа истата жена после многу години и ја придружува се до незината смрт. И придружувајќи ја неизе во незиното бавно умирање, си ги поставува себе си прашањата како ќе изгледа мојата смрт, што сум направил јас во животот, дали сум бил доволно добар човек, доволно добар татко, доволно добар професионалец. И тоа се прашања, мислам дека кои што си ги поставува секој човек воопшто и затоа овој роман го прави едноставно посебен роман. Не е секој преведувач создаден за секој превод. Некои писатели едноставно не лежат, а некои можеби ќе ни бидат премногу различни во нивниот стил, во споредба со нашиот стил, за да можеме да ги преведеме совршено. И Шлинг е еден од писателите кои што уживам да ги преведувам, затоа што се пронаоѓам во неговите приказни. Благодарение на програмата на Европската унија Креативна Европа, успеав и јас како преведувач, претпоставам и вие како издавачи, да преведеме книги за кои што читателот инаку немаше воопшто да чуе. Постојат многу писатели кои што инаку немаше воопшто никогаш да бидат преведени на македонски јазик без поддршката на оваа програма. Сепак Македонија е мала земја со многу мал пазар и ова е единствениот финансиската поддршка од ваквите програми пред од Креативна Европа е единствениот начин да една книга воопшто да биде објавена. Или, ваше право на добра книга.